Уште една емисија на петата димензија на спортот во продукција на Скок. Фудбалски викенд пред нас. Еве го Дургутов се распиша. Кои се двојките Дургутов? Почнуваме македонска фудбалска 2,5 месеци пауза, почнува домашниот фудбал, нашиот. Каков е, нашиот е убав, интересен, возбудлив. Еве уште на стартот имаме дерби на дното, Воска Беса, да почнеме обратно. И дерби за врвот, Вардар Шкендија, иако Вардар не се бори за врвот, меѓутоа секој пат е врвен интерес кога тетовчаните доаѓаат на градскиот стадион во Скопје. Силес ја прочекува Тиквеш, во Кратово Пелистер игра против Брера, во Битола Гостивар ја чека Струга и апсолутен фаворит на овој надпревар, и на Чаир Шкупи со Работнички. Ова се шесте надпреварачки двојки и епицентарот секако Вардар Шкендија. По редослед на нештата, пишано, не пишано, секогаш е тој дуел предизвикало внимание на пошироката спортска јавност, не само на фудбалската. Две добри екипи, две квалитетни екипи, две екипи кои биле шампиони, сега со различни позиции на табелата, меѓутоа интересот е тука. Нема ништо ново да кажеме ако кажеме дека Вардар Шкендија привлекува внимание, но ако кажеме дека информациите кажуваат дека градски или ако милувате повеќе Тодор Проески ќе биде отворен. Да. Што се случува? Вардар ги отвара вратите на јужната трибина. Тоа е еден нов потек на актуелното раководство на фудбалскиот клуб Вардар. Да се привлече повеќе публика. Предпоставувам дека тоа е идејата. Сигурно математиката од есенскиот дел или тие одиграни кола велат дека е мал број на тој посетители на Вардар. Можеби ова е некој добар маркетиншки потек, останува да видиме. Меѓутоа, она што загрижува, велат, ја отвараме јужна трибина, а не ја спомнуваат западна. Така е. Што значи тоа? Искрено, не. Да се разбереме, јужната трибина до сега се плаќаше влез, така? Да, имаше символични карти, 100-200 денари. 100 денари беше со членска карта, 200 денари без членска карта на јужна трибина, северната секогаш е резервирана. Ние си купуваме карти, влегуваме со карта. Така, значи северната секогаш резервирана за службени личности, не знам што таму, вип ложа, не знам што. И западот за комитите и евентуално исток како му доаѓа за гостински навивачи. Имаше неколку гостински навивачи, Тиквеш дојдоа, не знам кој. Збунува. Не е дефинирана информацијата, малку е, не би рекол двосмислена, меѓутоа не е децидна. Публиката се отвара јужна трибина, повелете, дојдете, се забранува, нели, како беше, организираното доаѓање на навивачи се забранува. За Шкендија сега конкретниот случај, значи навивачи на Шкендија. Тоа не е нешто ново. Навивачи на официјалната информација споделена во медиумите дека навивачи на Шкендија околу 300 клубот се обратил, околу 300 навивачи на Шкендија да бидат присутни. Биле одбиени од Вардар. На градски биле одбиени од Вардар, да, Вардар. Стара прича. Не види, јас дека не гледам во забина тоа зашто ја одбиле, значи треба кога на комитите било дозволено, навивачите на Вардар дозволено, така да тоа треба некако да се. Не, тоа за некој подетален коментар. Што правиме со јужна трибина, отворена јужна трибина? Јужна е отворена. Значи доаѓаат навивачи на Шкендија. Имаат право да дојдат сериозни навивачи. Не зборуваме за навивачка група ние на Шкендија. Зборуваме за има мои пријатели кои навиваат за Шкендија, 50-60 годишни возраст од Тетово Скопје, ќе дојдат да гледаат. Отворена јужна трибина. Искрено баш и не знам дека имаш пријатели што навиваат за Шкендија. Јас лично не знам дека имаш такви пријатели што навиваат за Шкендија, не знам, не верувам. Ама не, сериозно еве прашуваме. Ајде, можете да искоментирате нешто што мислите и вие. Отворена јужна трибина за сите оние што сакаат да гледаат, но не се дозволуваат навивачи од противничкиот табор. Како сега би се видело кој за Шкендија дека како доаѓаат со обележија на Шкендија па нема да ги примат, не разбирам. Види, најверојатно органите на редот ќе го одработат своето, јас лично не се сомневам во тоа. А искрено и не верувам дека ќе има некој бум од публика, дека ќе дојдат 10.000 гледачи. Не сум многу голем оптимист. Лично очекувам некоја добра бројка, бидејќи сепак дерби, но добро, ако е јужната трибина отворена, западот затворен ли ќе биде? Што е работава со западот? Да не излезе војната, отворената војна меѓу актуелното раководство и клубското раководство со 15% преку олицетворено преку
организацијата 35 години комити да продолжи на некој друг глупав начин на штета на клубот. Не би сакале, треба да се обединиме пред овој дерби натпред против Шкендија. Така да, мислам тоа ја. е, тоа е едниот момент, другиот момент е некако, нели, името на нашата емисија како пета димenzија во спортот, и мене така некако ми доаѓа во глава, дали можеби е ова почеток на некоја или продолжување на некоја нова, ајде да кажам, класа на комитет. Да, ако е продолжување, не е почеток, него едноставно мислиш ли дека може да се случи на комитите да им биде забранет влез на градски, на запад? Бог да чува и да бране, ама кој знае, ради нешто може и тоа да дојде. Како да им биде забранет влез на запад? Така бе, комитите се на трибината на комитите е запад. Добро. Сега се не излегува, сега се излегува со информација дека за сите Не, ама они влегуваат од јужна па одат на запад. Не, они влегуваат од јужна, ама си има посебен влез за запад, како сме биле ние. Си има посебно кај што се двоиш за запад, не се спојува или треба преку оградата да се префрлаш. Не верувам дека ќе ја затворат само. А? Не верувам дека ќе ја затворат. Не, пошто така малце, на пример кога е кажано отварање на влезот ќе биде слободен, за сите што сакате да го гледате Вардар, а што гледате нашата емисија, а не сте ја добиле информацијата, во недела во колку часот? 14 часот. Во недела во 14 часот Вардар ја пречекува Шкендија на градскиот стадион, во градскиот парк, или ако милувате официјално стадионот Тодор Пројски. Што правиме со фудбалскиот дел? Кај е квалитет? Ау. Ајде да кажеме. Ајде да кажеш. Вардар направи реконструкција, целосна реконструкција, да кажеме, на стартните 11 на стартните, донесе доста многу нови играчи. Не ми убаво да кажам чистка, бидејќи се отидоа деца Вардарови кои биле подолги години. Добро, си отидоа и они од раководството што беа донесени. И релевантно да не навлегуваме, дојдени се околу 10-12 нови играчи, заминаа 7-8 условно кажано од старите. Има и странци, има и домашни донесени. Од она што ние го следиме како продукција скока топката кога е во прашање резултатот на Вардар, актуелното раководство, спортскиот директориум, сите оние чинители е префрлаат на стручниот штаб предводен од Гоце Седловски. Значи, според она што беше кажано во јавноста, сите желби, сите барања околу нови играчи, нови заселувања по позиции, лев бочен, десет бочен, не знам. Ти си гледал Матава? Матава си гледал? Не, сум гледал, читам портали, не гледам Матава. Читаш портали. Ја мислам Матава си гледал. Гоце Седловски го... Не, осте малку се шегувам. Не, значи, муабетот е... Шо Матава, не разбирам. Па не, информациите се беа споделени на Матава, а после ги пренесоа порталите. Не, ексклузивна емисија на Матава, нема врска тоа. Значи, поентата е, резултатскиот притисок, односно славата за победа против Шкендија, која Вардар ја чека 7-8 години, мислам, од 2017 година, припаѓа на стручниот штаб и на фудбалерите. Резултатскиот неуспех. Исто така ќе падне врз нивна глава. Тоа е некоја стратегија на раководството која се дистанцира од евентуален неуспех против Шкендија. Тоа е да се дистанцира не може. Зашто? Па така не може да се дистанцира. Па велат му ги донеле сите играчи. Па добро де, така е, се сложувам, ама не може да се дистанцираш кога ти си дел од тоа. Ти си го одбрал на крај крајва тренерот, ти си виновен. Вака сега ако гледаме, ти го донеси тренерот, ти, не е важно ти си овој или оној. Значи, ти како раководство носиш тренер. Тренерот ти бара одредени играчи. Ти му ги носиш играчите на тренерот. Бараш резултати. И сега бараш резултати. Ами сега ако нема резултати, дај Боже да има. Ако нема резултати, не може да тренерот ми е крив зашто нема резултати, што ми бараш ја му дадов. Ами ти си крив што си го одбрал тој тренер што не знал да одбере, така да нема врска. Значи мислам дека ќе биде интересен фудбалски натпревар, тоа е едно вака општо гледање, дека ќе има реално добра гледаност и преку ТВ екраните и на самите трибини. И ќе го дават на ТВ екраните. И очекувам, да, ФФ телевизија, не знам дали спорт клуб. И релевантно ќе има интернет телевизија, значи треба да биде интересно. Кој ќе победи, останува отворено прашањето, две квалитетни екипи, неизвестно по мене, меѓутоа има и други такви дерби. Јас сакам уште ова да го споделам, сигурно ти излегло денеска и тебе си го прочитал. Излезе на навачката група комити со апел, со повик, дека сите на градски да се обединиме, да се ова, значи комитите се да, комитите сепак се расположени да дојдат тука за нивниот Вардар, да дадат поддршка, сакаат победа против Шкендија, колку е тоа реално да се оствари,
ќе видиме недела од 2 часа. Мислам дека амбициите не се Шкендија е- нереални да се победи Шкендија. Секако малку треба и спортска среќа, добро залагање. Ќе видиме. Да, Мислам Шкендија дека Вардар има мислиш ли дека извини да не те Да. прекинам. Мислиш ли дека Шкендија има реално шанси да си ја одбрани титулата? Мислам дека Шкендија е далеку посериозен клуб кога е во прашање споредбата со Вардар, етаблирано раководство, нема играње, нема шегување, јас сакам, ја не сакам, јас мислам, ти мислиш, се знае раководството кај кој е стапот, и спортскиот стап и административниот стап во Шкендија се знае кој го држи, се знае кој мава со негови удари и кој кажува, и тука од тој аспект Шкендија е во предност пред Вардар. Фудбалски гледано, не зборувам јас конкретно за тоа е предвардар, многу него важно дали во зборувам. вакви Не напревари, зборувам за предвардар, пристапот на Јас напревара. зборувам за титула. За Шкендија за Мислам титула. дека Шкендија има рамноправни шанси по мене со Гостивар и со Силекс. Работнички? Работнички го испушти Работнички најдобриот. Есенски шампиони беа работнички и Силекс. Замина Регба, најдобриот А. фудбалер на Работнички, продаден, мислам дека во Маривор отиде. По мене тоа е како добар голман половина тим, тој за Работнички. Тоа е мое гледање. Тој Затоа мислам дека Работнички има помалку шанси, реално помалку меѓу оваа четворка која ќе ја брка титулата. Значи зборуваме за Шкендија, за Гостивар, за Силекс и за Работнички. Ајде одиме поред сега. Ајде еден джингл подиме поред. Ајде джингл. Ајде джингл. Ако се сложивме дека Шкендија ќе се труди да чекај малце, не ќе да застанувам така. Добра ти идеја со Шкендија и да се префрлиш на второ. Како ќе ти бе? Ако се сложуваме дека Шкендија, Силекс, Работнички и Гостивар ќе бидат во трката за титулата, што станува со други? Па колку е интересна трката за титулата, толку е интересна и борбата за опстанок. Уште на самиот старт имаме дерби на дното, каде што Воска го пречекува тимот на Беса, директен дуел на 20 конкуренти во За опстанок. во тој гол бркање на гол праволигаше живот. Интересно е што Беса преговараше со двајца Вардарови тренери, на почетокот со Бобан Бабунски, па нешто не се договорија. Бобан демантираше дека воопшто нешто прифатил, не се Сега Михајлов е. Сега е Горас Михајлов, исто Вардаров тренер, од Брера помина во Беса. Ги следам неговите изјави и настапи, задоволен од приемот, добри засилувања. Па не го расти професионалец и ќе се обиде да си изработи професионално. Интересно, од друга страна во Воска имаше на голема врата најавување на турски бизнисмени. А останува Нефи, а? Останува Нефи. Донесоа 3-4 добри играчи. Остана Нефи. Значи не спијат, не се даваат туку тако второ лига. Не, по мене ќе биде многу интересен тој надпревар Воска. А сакав да те прашам кога више за тоа не се даваат за Брера. Некако на крајот на есенскиот дел Брера, нели Пандев од како влезе федерација нешто остави акциите, рек што беше таму прецизно. Па се повлече, коректно. Добро, и имаше информации официјални дека немаат неколку месеци земена плата, такви работи. 3-4 месеци не беа исплатени платите, од условно како 2-3 месеци. Имаше ли и ти чувство како да се добива чувство дека Брера е таа која што ќе оди во втора лига, а сега Овие што им одговараат, вклучувајќи го и да кажам и нашиот Вардар, веќе си ја избришаа Брера дека ќе испадне од лигата. Во тој контекст одеше изменувањето на Гораст, меѓутоа платите беа исплатени во тој зимски преводен и донесоа се неколку играчи. Нели во таа зимска пауза овој странските инвеститори, американците кои ги донесе Пандев, кои ја купија Брера, ги исплатија платите на целата администрација на фудбалерите. Дојде нов тренер, зема 3-4 фудбалери, така да Брера стартува со апсолутно равноправна позиција во таа борба за опстанок или Нема врска дека туку така гостува во Битола прво коло, да видиме. Да. Од друга страна Битола е Пелистер? Дали вест денес? Да, ајде чуам, како не ми кажа до крај. Значи најновото, најново, нашата поведија, ајде. Значи прво знаеш колку пријатели имаме само Битола. Ние, личниот. Мал милион. Пријатели, значи куќни пријатели, роднини, не знам што све. Чекај бе, без разлика што сме вардарци. Митко Стојковски, Тони Мициски, Ванчо Мициски. Твои пријатели. Па 2 тона мастило имам истрошено за нив. И сега излага информација. Значи јас ќе им кажам на битолчани, држете се, не се давајте. Излага информација. Шо бе?
Значи на се што се случува во клубот, нели твојот Штипјанец Владко Костов отиде Мој ќе кажеш. долгогодишен добар пријател. Абе, информацијава, замена на полусезона. Сега Пелистер игра со кој играше Пелистер Со сега? Брера. Со Брера. И навивачиве што ќе дојдат, публиката, не само Да. чкембари сите. Има сега во бител да се врати добра публика. Да, сега, нели стадија рефлектори се. Сега, не смеат да грицкаат семки. Сонче се како беше семки леблебија нашите победија. Што? Семки, сончоглед и внесување на пијалоци е строго забрането. Чекај сега пијалци секаде забрането внатре продаваат, не може да внесуваш. Се тоа сакав да речам, сигурно валјде нешто ќе се продава внатре. Ама семки и сончоглед што? И сега читам пораки. Значи нема па Читам пораки. Нема да има продавање на семки, Не може, на семки не- и сочеви. Не мора да се продава внатре, луѓето може од надвор си донеле. Од дом. Не значи. смееш да грицкаш семки и Па сончоглед како ќе го под казвате ако тумбе кафе, може кафе да се пие под тумбе кафе, не знам. Значи семки и сончоглед не можеш да грицкаш и сега навивачиве, битолчаниве, сироти. Тајмаут. Ја од дома Славчо Ружинов, поранешниот председател на Пелистер и љубител за грицкање. Го знам, мој пријател. Ќе си донесе од дома фишек, ај кикеритки Не може бе, не Ќе му ги може. земат ли како? Па нема да му дадат да ги внесе. И знаеш што ми е смешно многу? Вика, информацијата вика во соработка или како со Амин нешто така беше на ФФМ. Чекај, чекај, кој е донел одлуката за? Раководството на клубот. Вика, Ајде, Митко Стојковски ја донел. Не може. слушај, вика со Не верувам поддршка. Митко Стојковски дека забрано Гутав. такво нешто, бе. Битолчани, јавете се, кажете нешто повеќе за ова. Со поддршка од ФФМ, управа раководството на фудбалскиот клуб Пелистер забранува внесување на пијалоци, сончоглед и семки за време на преварите. И сега сироти битолчани ме викаат: па може ли да се пуши внатре, да пушат цигари? Може ли да се пие вода? Може ли коштари да си донесеме? Добро. Абе, верно ми Чекај, ти е дека може вакви работи? Не ми веќе стои, нас? ама треба да испитам ова како ќе се одвива таму. А знаеш па сега, ај малце обратно, само уште една минута за ова. Ај па замисли си, секаде каде што сме оделе на европски надпревари. Секаде. да. Вклучувајќи го, не ми тегли последно европското првенство беше? Германија бев Ево Германија после од европско. Што? Имаше ли некој, јадеше ли сончоглед некој публика? Јаде како не јаде. Кај видео новинарска ложа да јадат сончоглед снимки? Ај во новинарска ложа може и да внесеш јадење, у публиката не знае. Абе на кој му ги земаа на врата семките или лебијат и ова кажи го. Па не знам И прашувам. керитките, ај молим те се. Ај молим те се. Шишиње вода, лименки, пиво, да. Мораш да купиш внатре. Па добро да внатре ќе се купиш. Ама внатре не се продаваат кикеритки, надвор се продаваат. Си Зашо купуваш и леблебија леваш. немаш ли брат, тоа сончоглед снимки нема ли? Ајде да видиме укратово дали ќе јадат сенки или лебевија, игра Ај Тетовче. тетовче, да. Тетовче игра против Ѓорги Мојсов. Силекс Тиквеш. Силекс тиквеш. Силекс па Тетовче дава последната изјава на Тетовче, воедно да го поздравиме, да му посакаме успех на нашиот Александар Васовски Поздрав за Александар Васовски. и да истрае во желбата за да врати титулата во Вака, Кратово значи, после вака. толку време. Значи една работа, ако селекторот Благоје Милевски го критикуваме околу давањето изјави и настапите во јавност, настрана тактиката, паразит, тоа Тоа сите пофобиот. е вториот дел. Александар Васовски или Тетовче монструм ќе рече прво позитивна смисла, позитивна смисла што. дека е десиден и вели целта на Силекс е да ја освои шампионската титула. Дај Боже бе Тетовче. Ова е изјава на Александар Васовски пред почетокот на пролетниот дел, која навистина од самата позитивна енергија треба да се почитува, да се цени, да се респектира и дека Силекс навистина има сила во борбата за тоа прво место. Така. Дај Боже, не знам што да А кажам. знаеш кој е Не дека- најсилен играч на Тиквеш во оваа полусезона? Не. Кој е најсилен играч? Не. Тренерот Ѓорги Мојсов. Гледај сега, јавноста треба да знае. Пета димenzија најсилен играч. Бидејќи во есенскиот условно кажано дел од првата македонска фудбалска лига се сменија на дузина тренери. Не можам да се сетам на сите. У Вардар се сменија четворица. Да. Шкупи, не знам, го тамо Гора Стодивамо, Стрджан, не знам. Брера, да. Сега Стрджан е у Пелистер, забравивме да кажеме, на местото на Владко Костов, кој горе-долу имаше добри резултати. Владко нигде не отиде. Владко, мислам дека одмара сега, на полусезона си замина, си отиде, дојде Стрган Захариски. Ѓорги Мојсов остана на чело на фудбалски клуб Тиквеш во сите турбуленции кои клуб ги преживеа во есенската сезона.
И Со тоа е целиот нешто, свој- пази, и тоа е нешто, тоа покажува сериозност и стабилност. Прво за клубот, второ за самиот него. Да. Значи, он е дете на кавадарци. И за целата екипа, бе, не само за него и за клубот. Јас мислам Целата дека екипа за резултат. дека токму Ѓорги Мојсов е Што некоја мислиш, гаранција дека Тиквеш нема да испадне од прва лига. Емисијава ќе остане, тоа сакам да речем, емисијава ќе остане. Што мислиш за Тиквеш? Мислиш ли дека не му е безбедна прва лига? Не, Тиквеш нема да испадне од прва лига. Викаш ќе остане запишано. Тиквеш на пролетниот дел И од кој ќе оваа испадне? сезона, да ти кажам јас на тебе. Тиквеш ќе ги добие од 9 надпревари во Кавадарци, 7 ќе добие и 2 ќе изигра нерешено. Не може никој да го победи. Кажувам пред камерите. Не знам, немам Добро. некој силен аргумент. Да не ти го Некоја интуиција и самата структура на клубот, финансирањето, раководството, топ менеджментот, тренерот, иако Спахио отиде во Вардар, шпиц, најдобриот. Тој е добар фудбалер. Тој е добро засилување на Вардар. Ај вака, да те почекам само да ги завршиме за Пелистер. Кажа Брера, Тиквеш, Силекс, Веса кажавме, Воска. Воска и Беса дерби на дното. Добро, Гостивар. Гостивар е Кажавме интересен. за Гостивар интересно дека на почетокот ќе се борат за шампионска титула, дека има такви амбиции. Гостивар, за разлика од Силес, каде што фронтмен во давањето на изјавите е Тетовче, Александар Васовски, Гостивар има поинаква медиумска стратегија. Тренерите се од странство, од добра фудбалска земја Турција. Овде во позадина е професор Блаже Панев со неговата А лиценца, про лиценца за фудбалско водење и сигурно учествува во таа стратегија, во тактика. Не знаеме што како, ама тука е присутен. И Гостивар исто така нескриено, иако со потивок тон, за разлика од Тетовче и Силекс, најавува дека сака да стане европски клуб и дека ќе атакува до крај на првото место. Чи Гостивар нема скриени амбиции. Оди со цел Арсенал на прво место. И излез во Европа, тоа се информациите, десени. Струга? Струга е како Струга нема друга. Фудбалски клуб Струга во оваа сезона нема друга, бидејќи мислам дека стожаните немаат сила да ја одбранат шампионската титула. Од друга страна, Бог да чува, не можат никако да испаднат од првата лига. Така да Струга, мислам дека ќе игра релаксирано во овој преостанат дел од првенството и ќе прави некоја стратегија, тим и подготовка за наредниот шампионат. Мислам дека нема да го жртвуваат и тимот и енергијата, се да трчаат по тоа прво место, сепак е далеко. Не знам дали не те изследив или малку ми отиде концентрацијата кога зборуваме за Воска. Значи тие турците не доаѓаат, останува тој Нефи беше тој? Нефи, да, Газда Нефи си е тамо. Добро, и Газда Нефи избори општано првата сезона со Воска кога влегува заедно со Вардар по баражот и со Гостивар. Ова му е втора сезона. Так. Останува Шкупи. Трета, како дојде. Останува Шкупи, последната информација на тема Шкупи е дека поради со работнички игра Шкупи. Така дека информацијата дека ќе излезе дека Шкупи е единствената екипа која што ќе стартува во пролетнава сезона без засилувања, од причина што задосниле со плаќање на тие некои средства што се плаќаат на УЕО, не им дозволуваат, едноставно блокирана сметка, ониш како што велат во нивното соопштение од бирократски причини, они нема да можат да се заселат, односно не може да ги регистрираат донесените играчи. Така е, убаво го кажа, како и да било, кој да е виновен за тоа, дали е бирократија или не, де факто. Важно со тој состав Шкупи ќе стартува со стари сили. Дали тоа ќе се поправи за недела две, останува да видиме, меѓутоа на стартот Шкупи го пречекува работнички. И они си тука со Струга некаде повеќе у средина отколку на дното. Немаат нешто шанси за висок пласан, меѓутоа тешко и ќе испаднат. Струга и Шкупи се другите се доле за опстанок. Да. Четворката за прво место, Струга и Шкупи релаксирани, 6 души во борба за опстанок. 6 екипи. Ајде одиме со уште еден джингл, па со завршниот блок. Интересна фудбалска пролет не очекува. Зборувавме на тема кој колку работел во овој 2,5 месечен период на пауза. Знаеш ли да ми кажеш вака под прва како ти доаѓа, зборувавме за шампионска титула кој ќе се борат, кој би испаднал според? Тука е чисто 4 екипи се во трката за шампионска титула, рековме работнички со помали шанси, другите равноправни. За испаѓање што мислиш? Пред да кажам за испаѓање дека Струга и Шкупи нема да се борат за опстанок.
Тоа добро, го мислам дека го спомнавме пред. За Тиквеш го кажав мислењето да не се Кој ќе повторува. отпаднат Остануваат Дургутов, 5 не ми- екипи. Кој ќе отпадне? 5 екипи во трка за гол провалуваше живот. Ај се, од тие Пелистер, пет ти шо мислиш? Брера, Беса, Воска и Вардар. Се Од многу- овие 5 екипи, 2 директно ќе испаднат, една ќе игра бараш и 2 директно ќе се спасат. Е, сега, врти од округло па на ќоше. Од и јас се сложувам дека околу тие пете, имаш и ти, нема ќе речам твои фаворити, не фаворити, него имаш и ти твое мислење, кои две се со најмали шанси за опстанок. Тоа е пак сега, ова е код муабет, онака, ама ме интересира. Мислам дека Воска ќе е во најнезавидна ситуација, и играчки, и можеби финансиски, и од аспект на подготвителниот период кога имаше вака ќе биде, така ќе биде, најтешко дека ќе биде на Воска. И во иста кошница се Брера, Беса. Да, може да кажем ја што мислам? А Вардар и Пелистер се тука е на цртка малку погоре, со оглед на амбиентот кој се создава и во Битол и во Скопје. Тоа е на мое гледање. Тиквеш ќе игра добро пролетва и ќе биде во средината. Ајде да видиме дали Дургутов ова е повеќе интуиција, никој не знаеме кој ќе испадне, да видиме на чисто. Добро, видување коментар. Не знаеме кој колку. Не е колку ќе чиста, одработи не е што. чиста интуиција. Не е чиста интуиција. Не, добро, мислењето е тоа, ама од овие пет пак на интуиција, Кој пак не како можеш да знаеш. кој како не знаеш ги што помина се случува. подготовките? Кој велеше едно, а излезе друго? Случајот Да. со Воска. Каде е стандардно вистината на Ачик во Кавадарци? Во Кавадарци се знае кој е председател, Така, кој е добро, да, финансиер, не, кој е тренер. Тоа е стабилно. Остануваме да се видиме на фудбалските терени, ќе ни е со среќа на сите фудбалски тимови. Продукција Скок ќе биде на терените и на градски, ќе биде и на другите терени и во Скопје и надвор од Скопје. Останете ни во добро здравје, кликнете лайк, subscribe. Не ве чини ништо бесплатно е. Се гледаме веќе од викендот, живи здрави. До скоро.